За да ги зацврсти позициите во кросовер арената, Volkswagen ги впрегна сите глобални ресурси. Давајќи му целосна доверба на своето бразилско оделение, оттаму ни пристигна најновиот ваков модел. Наречен е Nivus и на прв поглед се забележува дека е направен за да им се допадне на помладите купувачи. Го издаваат поагресивниот преден дел со потенки светла и издолжената купе силуета со подинамичен изглед. Задниот дел му е благо попривлечен за око, а силниот персоналитет го заокружуваат нагласениот спойлер на покривот и големите тркала. Дели многу што заедничко со T-Cross, но за разлика од него, заради повисокото растојание од подлогата и пластичните заштити на каросеријата, делува поробусно. Со должина од 4,27 метри, сепак е поблиску до поголемиот T-Roc и има и солиден багажник од 415 литри. Во внатрешноста, која повеќе наликува на Поло, се истакнуваа дигиталната инструментабла и централниот дисплеј. Не се испуштени ниту трендовите, заради што добар дел од неговата онлайн презентација беше посветен на мултимедискиот Volkswagen Play систем, развиен во Бразил. Не се заборавени ниту безбедносните асистенти со кои јужноамериканските возила и не можат баш да се пофалат. Nivus ќе биде лансиран на домашниот пазар наскоро, а после тоа и во околните земји. Во Европа ќе пристигне во втората половина од идната година, а планирано е да се произведува во Volkswageновата фабрика во Шпанија. За сега се познати спецификациите само за Бразил, каде ќе се нуди со еднолитарски TSI мотор. Тој, кога ќе троши бензин, ќе развива 115 конски сили, а на етанол дури 128. Впарене со 6 степен автоматски менувач, а за погон на сите тркала нема ниту збор. При крајот на годинава треба да се знаат и европските модели кои се очекува да бидат задвижувани од 1,0 и 1,5 литарски бензинци. Веројатно ќе има и дизел верзија, а сигурно ќе биде понуден и со мануелен менувач. Постојат гласини дека ќе се појави и во Северна Америка, но тоа е тешко веројатно.